предлог закон на ВМРО ДПМН помине во собрание, дали вие ќе иницирате некоја постапка во Уставниот суд? Видите, ние сега иницираме постапки, поточно ќе иницираме сигурно во Уставниот суд, но пред да го донесат законот, зборуваме со политички структури, граѓани и така натаму, кои што не го поддржуваат овој закон, пратеници се разбира, да организираме протести. Да се укрупните. Да се окрупниме и да се бориме против ова зло што го измисли да помане и незините пратеници. Бидејќи, кажав добро, тие се неспособни да водат ова држава, па сега го замајуваат народо, демек проблема е во некој што има двојно државјанство, не, проблема е во човекот, што ќе биде на функција, дали е чесен, нечесен, дали има нешто совест во него, а во конкретниот случај повеќето политичари во Македонија докажа и покажа дека се не луѓе, поточно психопати. Луѓе кои што имаат, знаеш, кога си некој убиец, кога некој кради нон-стоп и да го затвориш 5 пати, 10 пати кога силува, тоа се нашите политичари повеќе. Значи, тие се не луѓе и спремни се, јас велам треба да се донесе закон не само да се испита нивната психичка состојба пред да се кандидираат за функции, туку повеќето нив најголема и најдобра казна ќе биде и покрај што предлагаме како демократи, да се зголемат, значи да се промени кривичниот законник и да има казни за сите политичари, минимум 10 години до доживотна и се разбира смртна казна во зависност колку уништиле, колку украле, и да се има уште една казна, предлагаме да се воведе најголема таа да биде казна доживотно, да се затворат одредена група на психопати политичари кои што уништуваат све пред себе за своји лични интереси, да живеат раскошен расипнички живот, да се затворат во лудници и да никој од таму не излезе. Дали впрочем според вас со овој предлог закон се создава граѓанство од прв или и од втор ред? Сигурно се создава, му викаш ти на одредена група граѓани на стотици илјади граѓани. Не ве се зборуваме со 200.000 имаш само бугари со бугарско државјанство. Тие нема можат да бидат во ниједна функција, така да се занимаваат со политика. А во Америка имаш 200, 300, 500.000 кои што имаат државјанство, Австралија, Германија. Значи кажа повеќе од милион луѓе кои што се државјани на Македонија. Пак да спомнам и за гледачите, значи државјани Македонија, не зборувам само за македонците, зборувам за сите, значи. За сите што се независно вера и религија, што се граѓани на Македонија. Значи ти му забрануваш да дојдат овде, да живеат и да се занимаваат со политика, поготово честни луѓе кои што имаат квалитети и ќе се борат против ова зло. Со тоа автоматски тие сакаат во Македонија, ве гледам и од други некои